Кога зборуваме за автомобили во Македонија, не зборуваме само за изглед, моќност или бренд. Кај нас автомобилот мора да биде практичен, економичен, лесен за одржување и доволно издржлив за градско возење, автопат, планински патишта и секојдневни обврски. Во Македонија најмногу се ценат автомобили кои имаат добра потрошувачка, достапни делови, сигурна механика и добра препродажна вредност. Во ова видео издвојуваме топ автомобили кои најмногу одговараат за македонски услови. Ова не е листа само според цена или популарност, туку според практичност, трошоци, одржување и реална употреба. Да започнеме. На 10-то место е Toyota Yaris. Ова е одличен автомобил за градско возење. Мал е, економичен и многу лесен за паркирање. Toyota Yaris е познат по сигурноста и по тоа што не бара многу непланирани поправки. За луѓе што најчесто возат низ град, одат на работа, на пазар или имаат потреба од мала и практична кола, Yaris е многу добар избор. Неговата најголема предност е едноставноста. Не е автомобил за покажување, туку автомобил што секој ден си ја врши работата. На 9-то место е Fiat Punto. Fiat Punto со години е присутен на македонските патишта. Причината е едноставна. Достапен е, ефтин за одржување и практичен за секојдневна употреба. Овој автомобил е добар избор за почетници, за градско возење или како втор автомобил во семејството. Секако, кај постарите примероци треба да се внимава на состојбата, но ако е добро одржуван, Punto може да биде многу корисна и економична опција. На 8-то место е Renault Clio. Clio е еден од најпопуларните мали автомобили во Европа, а добро се вклопува и во Македонија. Има економични мотори, удобно возење и солидна понуда на половниот пазар. Одличен е за град, но може да послужи и за подолги релации. Посебно е погоден за луѓе што сакаат компактен автомобил со добра потрошувачка. Renault Clio е добар баланс меѓу цена, удобност и практичност. На 7-то место е Opel Corsa. Corsa е автомобил што често го гледаме на нашите улици. Компактна е, едноставна и погодна за секојдневно возење. Одржувањето најчесто не е скапо, делови има, а потрошувачката е разумна. Затоа Corsa е добар избор за млади возачи, семејства со потреба од втора кола или луѓе што сакаат практично градско возило. Ова е автомобил што не комплицира многу, а токму тоа е голема предност. На 6-то место е Hyundai i30. Овој модел последниве години станува се попопуларен кај возачите што сакаат сигурен автомобил, но не мора секогаш да биде германски бренд. Hyundai i30 нуди добра удобност, солидна опрема и економични мотори. Исто така, има репутација на автомобил што е стабилен и практичен за секојдневна употреба. За Македонија е добар избор, затоа што нуди многу за вложените пари. На 5-то место е Opel Astra. Astra е еден од најпрактичните автомобили за македонски услови. Ја има во повеќе верзии – хеджбек, седан и караван, што значи дека може да одговара и за млади возачи и за семејства. Одржувањето е релативно пристапно, делови има, а автомобилот е доволно удобен и за град и за отворен пат. Opel Astra е добар избор за луѓе што сакаат разумен автомобил без непотребен луксус, но со добра функционалност. На 4-то место е Škoda Octavia. Octavia е еден од најдобрите избори за семејство, работа и долги патувања. Има голем багажник, просторна кабина и мотори што се покажале како економични и издржливи. Во Македонија, Octavia е многу практичен автомобил. Добра е за луѓе што често патуваат, имаат семејство или сакаат автомобил што може да одговори на повеќе потреби. Не е случајно што често ја гледаме и како службено возило. Тоа кажува многу за низината практичност. На 3-то место е Volkswagen Polo. Polo е одличен избор за Македонија, затоа што комбинира компактни димензии со добар квалитет. Лесен е за градско возење, има добра потрошувачка и држи солидна вредност како половен автомобил. За луѓе што сакаат Volkswagen, но не им треба поголем автомобил, Polo е многу добра опција. Овој модел е погоден за млади возачи, за секојдневно возење и за луѓе што сакаат мала, но квалитетна кола. На 2-то место е Volkswagen Passat. Passat е автомобил што кај нас има многу силна репутација. Просторен е, удобен и одличен за долги патувања. Особено дизел верзиите се познати по економичноста и издржливоста. За луѓе што често патуваат низ Македонија или надвор од државата, Passat е многу добар избор. Нуди комфор, стабилност и чувство на посериозен автомобил. Секако,
Кај половните примероци треба да се внимава на километража и сервисна историја, но добро одржуван Passat може да биде многу добар автомобил. И на првото место е Volkswagen Golf. Golf е можеби најпрепознатливиот автомобил на македонските патишта. Неговата популарност трае со децении, а причините се јасни. Практичен е, сигурен. Има достапни делови, лесно се одржува и добро држи цена. Од постарите генерации до поновите модели, Golf секогаш има публика. Добар е за град, за отворен пат, за семејство, за млади возачи и за луѓе што сакаат автомобил со докажана репутација. Во Македонија, Golf не е само автомобил што често се вози. Тој е стандард според кој многу луѓе ги споредуваат другите автомобили. Затоа, според практичност, достапност, одржување и популарност, Volkswagen Golf заслужено е број 1 на оваа листа. Ова беа топ 10 најповодни автомобили за Македонија според практичност, економичност, одржување и реална употреба. Секако, секој возач има различни потреби. Некој сака мал градски автомобил, некој бара семеен караван, а некој сака поголем и поудобен автомобил за патување. Но едно е сигурно. Во Македонија најмногу се ценат автомобили што се економични, издржливи и лесни за одржување. Напишете во коментар, кој автомобил според вас е најдобар избор за Македонија? Доколку ви се допадна видеото, поддржете го каналот со лајк и претплата. Се гледаме во следното видео.